На помалку од 1 час возење, оддалечен 54 километри од метрополата, распослан на двете страни од реката Вардар, се протега градот Велес. Тој е шестиот град по број на жители во Македонија, или вкупно 43.716 велешани, а дел од нив, поточно околу 100, спаѓаат во болниот процент на социјално загрозени семејства во нашата мала земја. Добро е што се уште постојат луѓе во чиј речник зборот себичност не постои. Добро е што има уште такви луѓе кои сакаат да подадат рака за помош. И добро е што ги има уште со граѓаните кои разбираат како им е на оние што немаат корка леп во својот дом, оние што се будат и заспиваат со празен стомак. Убаво го строчил тоа Френклин Рузвелт во една реченица: шушкањето во полниот џеп е погласно од кркорењето на празниот желудник. Во Велес постои една гостилница која повеќе од една година се обидува да им го направи полесен животот на гладните. Трајче Мешков, срдечно со топол поглед во очите, не пречака токму таму, место кое е светилиште за многумина. Го прашавме како започна нивната хумана мисија. Хуманитарниот дел на гостилница Боем не започна од кризата, од оваа криза. Започна од пред година дена со една многу едноставна идеја. Решивме да го следиме светскиот тренд на условно кафе и да го претвориме во условен оброк. Бидејќи секаде во светот важи тој светски тренд, успева, постои, во Велес, во оваа гостилница го преточивме во условен оброк. Спортски и рекреативно ќе речем, се пробавме првиот пат, објавивме на социјалните мрежи дека продаваме условен оброк. Односно, доаѓаат сите поединци кои сакаат да донираат еден, два или повеќе оброци, ги купуваат во гостилницата и ние подоцна во организирана акција ги даваме на оние каде што најмногу им е потребно. Така да акцијата почна многу пред кризата, но нажалост во оваа ситуација и во овие услови акцијата многу се актуализира, бидејќи секојдневно гледаме и сме сведоци на гладни луѓе, буквално гладни луѓе. Тоа не може да се каже со поедноставни зборови, освен гладни луѓе. Последните две акции добија на многу голем одзив, бидејќи многу луѓе се јавија да помогнат и на многу луѓе впрочем им беше потребно храна. Така да доколку на почетокот правевме акции во кои што собиравме околу 100, 200 до 300 оброка, овој пат направивме две последователни акции. Едната беше за Великден, другата беше за славата на манастирот Свети Димитрија, каде што успеавме да собереме рекордни 1000 оброци. Хуманите акции се организираат по пат на повик преку социјалните мрежи до сите хумани граѓани кои сакаат да донираат парични средства или сирова храна. Добриот глас надалеку се слуша. Со текот на времето се зголемува бројот на донатори, па донации пристигнуваат не само од локалното население, туку и преку границите на нашата држава. Печатокот и искуството говори дека првите неколку акции беа од локално ниво. Доаѓаа локални граѓани на град Велес, донираа средства и ние ги претваравме во оброци. Последните две акции морам да потенцирам дека се јавија многу доброчинители од другите земји. Морам да похвалам диаспората кој што последните два пати се покажа одлично. Донира пари од странство и морам да потенцирам прва како организирана диаспора, иначе сите беа физички лица, поединци. За прв пат се јави и организирана диаспора, тоа е диаспората од Швајцарија, под водство на господинот Ердован, нагалено еки, морам да го поздравам во оваа прилика и да му се заблагодарам, бидејќи прв испадна како организација, како народ од Македонија кој живее во Швајцарија и кој директно се вклучи во помошта сега, но и се понудија безрезервно за секоја следна акција да бидат поддржувачи и покровители на настанот. На Велешане добро им е познато семејството Етоски, кое всушност потекнуваат од велешкото село Мелница. Тие честопати донираат и помагаат за овој град на оние на кои што им е потребна помош. А Трајче Мешков пак за Ердован Етоски ќе рече дека за него овој човек е ветер во грб, кој што му се нашол во вистинско време на вистинско место и му помогнал не само со паричните средства кои што му ги дал туку и со тоа што го поврзал со медиум за неговата хуманитарна мисија да се проучува што е можно подалеку. Многу е тешко да се процени кој е гладен, односно на кој му е потребен оброк, објаснува Мешков за Алфа телевизија.
По низа критики на кои наишле по првите направени хуманитарни акции, побарале помош за соработка од Црвениот крст. Скршнавме и до Канив. Таму за хуманоста на Велишани разговаравме со секретарот на општинската организација Велес, Орце Николов. Формиравме еден пункт во просториите на ученичкиот дом Лазар Лазаревски во Велес, каде сите граѓани, физички лица, но и општествено одговорни компании можат да донираат храна, дали во пакети, дали во кесиња, во било што, кој колку може и колку смета дека може да донира. Ние потоа таа храна ја пакуваме, ја распределуваме на тој начин што од Центарот за социјални работи добиваме списоци на социјално загрозени лица. Секој ден до нивните домови вршиме транспорт кај граѓаните. Пандемијата го пробуди она хумано чувство, имаме доста граѓани кои што донираат, имаме доста и компании кои што донираат. Посебно интересен оној момент на граѓаните, бидејќи граѓанинот од сопствениот буџет издвојува кој колку може и носи тука во пунктот. Морам да го, кога сме веќе кај физичките лица и кај граѓаните, морам да потенцирам една многу добра соработка, која што во деновиве веќе ја развивме и се надевам дека во наредниот период така и ќе продолжиме. Тоа е со господинот Ердован Етовски од Швајцарија. Значи он своевремено додека живеа во Велес бил активист на Црвениот крст и потоа бил многу хубав човек и граѓаните го знаат. Самиот он, значи на негова иницијатива еден ден ме контактираше и изрази желба да помогне. Во што се состои неговата помош? Значи во текот на оваа недела ние направивме заедно со Жито Маркети, веќе направиме една бесплатна реклама и за не, значи направивме 45 хуманитарни пакети со основни прехранбени производи не само за граѓаните на Велес, туку со неговата донација ги опфативме и граѓаните на Чашка, но и граѓаните на Мелница како едно базично место од каде што он потекнува. Исто така имаме најави за уште една донација веќе од понеделник за друг наш граѓанин од Швајцарија кој што потекнува од Велес, така да јас од се срце им заблагодарувам и секоја чест за нив, само нека продолжат и другите да го следат нивниот пример, мислам дека ќе помогнеме што е можно повеќе со граѓани. Голем дел од социјално загрозените семејства се немоќни да приготват храна од различни причини. Нив едноставно им е потребно само топол оброк. Како знаат каде што е потребно за помошта да биде од корист? Морам да ја споменам и Ленче Здравкин, која ми е буквално десна рака во оваа ситуација. Таа е жената која изврши мапирање на цел Велес на сиромашните. Што е тоа мапирање? Она во проект заедно поддржан, ќе ми извините ако не знам од кого е точно поддржан, бидејќи направи проект за да ги мапира луѓето и да ги подели на оние кои што и да им дадеш брашно, сол и шекер можат да си направат леп дома, но и на оние на кои што и да им дадеш основни намирници не можат да сготват. Тука е уклучена акцијата условен оброк, бидејќи ние сме ги таргетирале луѓето на кои што и да им дадеш сирова храна немаат услови, ниту пат можност да ја подготват храната дома и нив буквално им треба готов топол оброк спакуван со пресечено парче леп, спремно за употреба. Некаде наоколу 100 луѓе во Велес им е потребен секојдневен оброк. Значи, тие се луѓе на кои што и да им дадеш сирова храна, буквално живеат во сиромаштија или имаат некоја врста на инвалидитет и не можат да ја подготват храната независно како би им ја дале, освен ако не е сготвена и топла, како топол оброк. Ако не можеш да нахраниш 100 луѓе, нахрани само еден човек, рекла мајка Тереза. Помошта од секој еден поединец, секоја една општествено одговорна компанија, медиуми, па сето државните институции е добре дојдена во било каква форма, додава нашиот домаќин. Неговата идеја е оваа мисија да прерасне во нешто многу поголемо и далеку покорисно за оваа група на загрозени граѓани. Луѓето кои се гладни не се гладни само за празници, гладни се и во обични денови, и во вторник и во среда. Така да планот и за во иднина е да повториме една идеја која што постоеше порано во Велес. Тоа е народна кујна. Со желба сме, имаме веќе проект во изработка да оформиме една народна кујна која што порано постоеше и во таа народна кујна да обезбедиме средства и храна за измеѓу 50 и 100 луѓе во рок од 6 месеци или во рок од една година. На дневно ниво, бидејќи проблемот ние не сме го решиле со условен оброк доколку дадеме на Великден и на Божик само јадење. Морам да упатам еден апел, огромен апел до општествено одговорните фирми во Македонија, до општествено одговорните фирми во Велес кои произведуваат големи промети, големи профити, највише до диаспората. Морам да кажам дека представувајќи го овој проект пред диаспората во Швајцарија кај господинот Ердован, наидовме на огромна поддршка.
Сакаме поддршка и од другите диаспори бидејќи не бараме многу. Бараме храна за 50 до 100 луѓе секој ден, претворено во народна кујна и доставено до онаму највише кај што треба. Проектот ќе биде готов чинам за недела до 2 и ќе биде представен онаму кој што треба, а во меѓувреме ги повикувам сите доброчинители, знаат лесно каде да ме најдат, каде е гостилницата. Доколку имаат желба да донираат, да ме повикаат, ќе поразговараме, ќе им биде представен проектот, во која форма ќе биде, каде ќе се случува, каде ќе се готви и како ќе ги обезбедиме тие 100 оброци за оние најпогодените. Треба секој да го доживее тоа, да го земе оброкот и да отиде, да испадне од својата комфорт зона, од своите удобни седишта дома, од својот полн фрижидер дома и да отидат да видат како е кај луѓето кои им треба храна. Значи тоа еднаш кога ќе го видиш, потоа имаш цело време мотив и порив да донираш повише и да доставуваш повише. Тоа е само капка во морето, вели Мешков. Ние сега на овој начин само секвенцијално помагаме. Проблемот треба да се реши трајно. За крај го прашавме како фирма, но и како поединец се справува со корона кризата. Како поединец доста тешко, мораме да дадеме жртва за да излеземе од кризата. Жртвата е карантинот, неработните денови, седењето дома, досадата и така натаму. Како гостилница, уште потешко, намалено работно време, намалени приходи, намалено од сите страни. Генерално тешко, но со крената глава горе, не кон победа, туку кон излез од тешката ситуација. Од Велес заминавме со една мисла во главата. И ти и јас можеме денес да помогнеме некому и да внесеме сјај во нечии очи. Да закачиме насмевка на некое лице и да всадиме топлина во душата. Хуманоста е огледало на среќата и таа се множи кога се дели.